Най-умилени моменти ми се кога ги вежбам, кога ги летам. Това ми е най-мило. И най-много сакам да ги летам. Мислам да съм слободен 5 сата, 5 сата, 6 би ги летал. Во тиквешијата човек се влюбува или во лозјата или во галабите. Меракот кон галабарството кај македонците е најголем од сите мераци на светот, оти македонците со векови мечтаеле по слобода, по ширни пространства, по синевина. Таа древна желба, тој од памтивека до денес ја изразува преку одгледување на галабите. Ги чувам едно 7-8 години оваа сорта на галаби, македонски дунек. А предходно едно 3-4 години ги чував друга сорта, наша кавдаречка стара, како да речем, по наше речено, галабарски собраница галаби. Секакви, едноставно старите галаби. А сега едно 6-7 до 8 години сум на вие ориентиран директно. Оваа сорта на галаби се моментално најпопуларните галаби во Македонија и надвор од неа. Скоро секден во сите држави, вие што се на Балканот, Турција, Грција може да се рече, а Турција е најмногу застапена со оваа сорта, па и кај нас може да се рече дека е најпревише сега, најмногу уекот на силта е оваа сорта на галаби. Големината на галабарите се состои во нивната скромност, нивната стрпливост и одданост, грижливост и се разбира познавање. Па, по сите списанија што ги имам читано и слушано, оваа сорта датира од крајот на 18 век и почеткот на 19 век. Тоа значи дека е стара скоро 150 години. Донесена е од Блискиот исток, некаден, во Македонија, а после е проширена во Косово, соседно Косово, затоа што и таму доста голем број на галапчињи има од оваа сорта. Тоа значи дека има и во Турција, во Грција најмногу се пространети. Само оној кој што има чиста душа, топлина во погледот, искреност во ракувањето, честност и мила звезда, само тој од се срце може да ги сака галабите. Се одликуваат по нивната фигура, што ја прават во нивното летање и кога ќе му пуштат, кога ќе летне галапот и го чекаш долу на самата полетија да го направи оноа што треба, што го знае. Умешност е човек да си го разубави животот. Некои тоа го прават со одгледување на аквариумски риби, некои со одгледување на цвеќе, некои со одгледување на расни кучиња. Најголема умешност е човек да си го разубави животот со одгледување на галаби. Зрнце по зрнце пченица, просо, сончоглед, зрнце по зрнце задоволство и туку ќе се создаде широка плажа на човековото вознесение на меракот човеков. Сакајќи ги галабите, си ја сакаш родната грудка. Ако не им го чуваш името, земјата од каде потекнале, не си галаба и не можеш да бидеш, оти секој галабар пред се е патриот. Пред 3-4 дена испадна во весник дека оваа сорта на галаби ја презентират веќе и грците, и турците, и косоварите, србите, како исто што направија со кучињата, шарпанинците, не ги зеа. Исто и тоа така. Председателот на галабарите од Скопје, тој треба да си ги брка тие работи. Треба да се пријаве, а пошто
Сега има кандидатура од Грција, од Турција и од Србија, дека се оваа сорта нивна. А тоа што нема врска тоа. Моментално најмногу што се развиени галабите од оваа сорта Дунек е во Македонија. И нема шанси да бидат тие турски или грци. Кога они идат самите од тука ги купуваат голапчините. Кога ги гледам галабите, ми навираат спомени за Коле Ризов, Коло Буџа, Господ да го просте, татко на Кире. Коло Буџа, под тој псевдоним беше познат, роден е во Ограјско-црквинскиот дел од градот. Имаше мекамливска душа, ја сакаше песната, особено бадето. Ајде пукна пушка, звучи оддаја, ајде го удари, најдобриот јунак, ајде го удари, лазова сијата. Кратко време пред да си замине од земниот живот, дали од предчувство, дали од што си бев неистомимаоци, дали од што си живееше како галаб, туку на 2-3 пати ки ми речеше: Ограјски, јазик да ти е, ако не ме спомнеш во некоја твоја книга, во некоја твоја емисија. И си замина ненадено. Со себе си ја понесе човештината, песната, гараметот од животот, се што имаше. Само меракот од галабите им го остави на своите 2 сина, Кирил и Методиј, крстени според големите словенски просветители, оставајќи му нешто повеќе од меракот на Кирил. Од каде ли извира тој мерак? Која ли е таа невидлива сила Господова што го обзема човекот? Може би е тоа неразклинливата врска помеѓу човекот и птицата, од единствено нивното дружење, нивното пријателство се пример како да се доближи човек до човек, да се нема завист, пакост, болка. Преку летот на галапот се победува зверот во човекот. Што ние немаме галабарско друштво, едино може да се рече кавадарци нема само во Македонија и тоа е многу голема штета. Што тоа го немаме ни. Треба да се инвестира, да се најдат луѓе, да се помогне ако треба и од органите. Да си има мерак кон галабите, значи да си имаш куп пријатели. Кротко да си ја водиш судбината за рака. Цвече во сон да ти цвета, бел галав да ти лета, радоста река да ти е, челата да ти е здрава и жива, во беричет животот да ти плива, да има зошто да си роден. Најомилени моменти ми се кога ги вежбам, кога ги летам. Тоа ми е најмило. И најмногу сакам да ги летам. Мислам да слободен 5 сата 6, 5 сата 6 би ги летал. Соколот е не толку битна ствар, може да фане 1-2 годините. Али може да ти го фане најубаво. Благословен оној кој си има осмислено како да си минува низ уличките на животот, поздравуван од секого, пречекуван со срдечна насмевка, покануван како што се поканува дедо Господ на Батник. А дедо Господ, пуштајќи ги галабите на земјата, си ги пуштил своите најголеми желби за мир и благосослојба меѓу луѓето. Да е човек како галаб, а галабот како човек, не би постоеле војни, религии, идеологии. Јас се дружам со сите живеа. Со сите, нема кај мене со некој да се скарал, да се замерил, за тоа што во еден вид спорт. Нема потреба од тоа, мислам да се замерам со некој, без да ми се налутат ни еден од тие, што не спомнав ни едно име. Јас сум таков човек, таков тип на галабар. Нечу никој да го умешам и не сакам да се лутат, што не ги споменав како што се постари галабари од мене. Седнат во дворот со 2 галаба во рацете,
на синчето свое, Кирил му го всадува мерокот кон галабарството, како што тоа му го всади нему неговиот татко, скромен и чесен кавадаречки галабар, пред се човек птица.